Elhamdulillah, thumma elhamdulillah, inna elhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Благодарноста му припаѓа на Аллах Dhul Jalal. Selam i salavat на нашиот драг пејгамбер салаллаху алейхи ва салем Мухаммед алейхи салам, на неговата фамилија, на неговите пријатели и до сите верници. Дозволете ми во овој дерс да бидам краток и јасен дека сме во месец Рамазан и треба да ги потекнуваме некој од датумиве што веќе се случи во месец Рамазан на времето на пејгамбер салаллаху алейхи ва салем. Како прво битката на Бедр, па Фетхул Мекке и големата ноќ на Лейлетул Кадр. Во месец Рамазан, во овие 10 втори дена, се случи и големата случка на битката на Бедр. Ова не е случајност. Во битката на Бедр, во Рамазан, ќе учиме нешто што можда никогаш не би го учил во исламот. Во тоа што се дешаваше во ова битка на Бедр. Како прво, битката беше 314 или 312 или има една риваје дека се 300 бесимтари, 300 муслимани и од другата страна повеќе од 1000 мушрици што ќе војуват меѓу себе. Во оваа битка, каде што пејгамбер салаллаху алейхи ва салем со советиве од пријателиве и наредбата од Аллах Dhul Jalal дека ќе војуват, дојде до една многу голема битка. Но ова битка беше поделувањето на правото од неправото, од злото. Од тука веќе почна да се научи дека исламот е правниот пат. Исламот е патот што човекот може да биде во овој свет во хармонија, може да биде во овој свет добар и према себе, и према луѓе, и према Аллах Dhul Jalal и така соред. Но во оваа битка гледаме моменти каде што после победата на битката муслиманиве почнале да слават дека победиле една голема битка. Иако веќе се знае дека тоа беше многу голема битка, но пејгамбер салаллаху алейхи ва салем викат: сега се враќаме од една мала битка и треба да војуваме со нашиот нефс, со нашиот ум. И Рамазан е една од одредбите или едната од школа што не учи како ние треба да војуваме према нашиот нефс, према нашиот ум, према нашето его. Да го законтролираме нашето его, да бидеме предпазливи во се што зборуваме, да бидеме предпазливи сегде кај што газиме со нашата нога, да бидеме предпазливи се што гледаме со нашето око, да бидеме предпазливи се што фашеме со нашата рака, така што ние треба да бидеме предпазливи зошто сме во една битка голема со нашето его. Да не се караме со никого, да не мрзиме никого, да не бараме од другите за нас нешто што не е дозволено, но треба да бидеме многу предпазливи и законтролирани во нашето его, каде што еден ден сите ќе бидеме мртви, инна лилахи ва инна илейхи раџиун, ќе се вратиме пред Аллах Dhul Jalal и таму ќе се барат за тоа што ние сме збориле, за тоа што ние сме фаселе со нашата рака и кај што ние сме пешачиле со нашите нозе. И така натака. Во овој голем месец на Рамазан, ние имаме една друга случка каде што пејгамбер салаллаху алейхи ва салем, каде што се кажува со 10.000 војници тргнал кон Мека од Медина, каде што го освојувале Мекката и Фетхул Мекке. Во Фетхул Мекке, во освојувањето на Мекке, и тука можеме да гледаме многу добрини или, како да кажувам, многу посебни моменти кај што ние можеме да земеме дерс од тоа што пејгамбер салаллаху алейхи ва салем веќе го направи во Фетхул Мекке. Како прво, пејгамбер салаллаху алейхи ва салем на сите своји војници и браќа асхаби му кажувал: кога ќе одите во битка, да не
старите да не ги чепкате, жените да не ги чепкате, децата да ги чепкате, и тревата да не ја чепкате, и дрвјата да не ги рушите. Ова е еден голем дерс, ова е еден голем морал, кај што пејгамбер салаллаху алейхи ве селем секогаш докажувал и кажувал како се победува прво својот нефс, па после секоја битка каде што влегуваш во име на Аллах Зулџелал. Како второ, можеме да видиме дека во Фетхул Мекка имаме еден посебен момент, кај што пејгамбер салаллаху алейхи ве селем, луѓето што веќе го бркале од Мекка, луѓето што го со својата уста кажувале многу лоши работи кон пејгамбер салаллаху алейхи ве селем, кај што ние сите знаеме, дојде до еден момент кај тие што кажат дека тој е ептер. Аллах да не чуват. Но тоа веќе се случи, тоа е веќе минато. Пејгамбер салаллаху алейхи ве селем даде збор дека секој што ќе биде во харем, во Чаба, ќе биде опростен. Секој што ќе биде во своја куќа ќе биде опростен, секој што ќе биде во куќата на Ебу Суфјан ќе биде опростен од страна на пејгамбер и Аллах, од страна на Аллах Зулџелал и пејгамбер салаллаху алейхи ве селем нема да има одмазда. Тука ние треба да видиме кон кого ние имаме одмазна во денешното време, кон нашите браќа, кон нашите комши, кон нашите блиски. Аллах да не чуват. Одмазда нема да има кон никого. Ние имаме само еден што Аллах Зулџелал ни имат одредено дека тој е непријател. Непријател во овој дуњалук ни е само шејтан алејлан. Другите сите се луѓе, другите на сите треба да видиме страна кај што можеме, добра страна, кај што можеме да го фатиме, кај што можеме една добра страна, кај што можеме да ја земеме за примерок. Зошто? Секој има една добра страна. Зошто сите сме од Адем алейхиселам и од Хава. Последните 10 дена веќе се еден момент кај што може да рефлектираме и да го прашаме себе си. Поминавме 10, па поминавме 15, па поминавме битката на Бедр, па Фетхул Мекке и сега доаѓаме во 10 последни денови на Рамазан. Треба да го прашаме себе си. Дали сме промениле нешто во нашиот ум? Дали сме промениле нешто во нашите лица, во нашиот јазик, во нашата рака? Дали овие 20 дена што помина, или што поминат, уште не сме ги поминеле, но што ќе ги поминеме, дали овие 20 дена некого сме повикале за ифтар? Дали овие 20 дена на некого му имаме кажано дека, о, брат муслиман, и ти треба да постиш како сите други, и ти треба да клањаш како сите други, дека ова е обврска кон Аллах Зулџелал. И со ова не докажуваш, и со ова не дека ти ќе му кренеш кувет на Аллах Зулџелал, не, ќе му правиш на себе си еден добрина, еден атр и ќе бидеш богобојазлив или ќе бидеш кон Аллах Зулџелал уште подобар. Овие 10 дена последни ние имаме обврска и садакатул фитр. Со садакатул фитр понекогаш нашата уста или нашето око тргнало таму кај што не е дозволено. Со садакатул фитр и ова веќе се затвора и ние одиме понатаму до денот кај што ќе имаме и Лейлетул Кадр, големата ноќ. Почитувани џематли, почитувани верници. Ова е посебна ноќ, поголема од 1000 ноќи. Така кажува Аллах Зулџелал во Куран Адимушан, дека Лейлетул Кадр е попосебна од 1000 ноќи. Ако имаме еден момент во животот дека некој ќе ни кажува дека јас за тебе имам едно муџде, имам да ти давам нешто, и ти знаеш колку тој вистина има во неговата богатство, колку има, и во својот ум ќе направиш една математика, тој ќе може да дава 10%, 20%, па ај ќе дели 50% од своето богатство. А кога Аллах Зулџелал вика дека таа ноќ е поголема од 1000 ноќи, повредна од 1000 ноќи. Во ова 1000 ноќи
Аллах Зул Джелал вика дека во дуњалук веќе го има спуштено и Џебраил алейхиселам, кој со рахметот од Аллах Зул Джелал доаѓа и бара во сите куќи на верници, тие што ќе се молат, тие што ќе барат од Аллах Зул Джелал Аллах рахме, милост, тие што ќе барат од Аллах Зул Джелал хидаје, тие што ќе барат од Аллах Зул Джелал берекет, тие што ќе барат од Аллах Зул Джелал здравје, па и за својата фамилија, таткови, мајка и синови и черки, Аллах Зул Джелал нема да остави никого таа ноќ без да му дава тоа што барат. Така е, секоја работа се решава таа вечер, а таа е големата ноќ на Лейлетул Кадр. Кога е Лейлетул Кадр? По хадисот на пејгамбер салаллаху алейхи ве селем, Лейлетул Кадр е во последните 10 ноќи од Рамазан, и тоа тек 21, 23, 25, 27 или 29, барајте ја оваа ноќ, една од ноќите на Лейлетул Кадр, за вие да бидете милостливи од страна на Аллах Зул Джелал. И после ова, почитувани верници, после ова веќе ние одиме во големата слава, а тоа е Фитр Бајрам. Аллах Зул Джелал викат, кога ќе излеземе да клањаме Бајрам, Аллах Зул Джелал викат дека овие веќе постиле за мене и добрината и севапот од постот е кај Аллах Зул Джелал. Да му се благодаруваме на Аллах Зул Джелал како прво дека ние постигнавме до Рамазан. Ова е голема победа. А после победата за постигнување на постот на месец Рамазан и доаѓа и Фитр Бајрам, а пејгамбер салаллаху алейхи ве селем викат две добрини имат верникот. Една добрина е дека во времето на ифтар му се примат сите дови, и второ е дека по постот верникот ќе го гледа Аллах Зул Джелал во Дженетул Фирдеус. Ова е едно, како ти кажувам, една за обликување на целиот Рамазан, за ние да имаме како да се понашаме за месец Рамазан, а во едно му се заблагодарувам и на podgorci.mk за ова видео што го правит кон муфтиството Струга. Аллах Зул Джелал да ги награди сите. Ние остануваме со надежда дека овој месец Рамазан ќе поминит. Како што си загрее сонце секој ден, така и денеска, така и утре, така и задутре, ова веќе продолжува, ние не можеме да застануваме, но прашањето е колку ние ќе имаме плод од цело овој месец Рамазан, од дерсовите што имамите го кажуваат по џамиите, од читањето на Куран, од зикр дење и ноќе, од пост и од се друго. Па ние треба да имаме во свој ум дека Рамазан не почнува се први Рамазан, но Рамазан почнува што ние требаме овој плод да го даваме после Фитр Бајрам. Аллах Зул Джелал да не награди на сите, Аллах Зул Джелал да ни опростит нашите гревови, Аллах Зул Джелал да не смилуват, Аллах Зул Джелал да ни дават хидајет на сите нас. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.